Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на Визита. Повторно посветуваме минути посветени на целокупното здравје на сите нас, посебно ставајќи акцент, изборувајќи во денешната визита за влијанието на топлото време, променливото и влажното време врз здравјето буквално на секого од нас, но она на што посебно треба да внимаваат се хронично болните и луѓето со кардиоваскуларни заболувања. Како сето тоа влијае врз нашето здравје, што да преземеме, кои ризик фактори да ги избегнуваме, кои ситуации да ги избегнуваме, за да не дојде до други потешкоти и проблеми. На оваа тема денеска разговараме со доктор Данила Броевска, кардиолог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Так. Доктор Данила, топло време, променливо време, висока влажност, температурни разлики во текот на едно деноноќе огромни и како сето тоа да го издржиме, да го поминеме, а сепак да не се случи нешто кое што ќе му пречи на нашето здравје. Сега велиме почнуваме општо генерално препораки за сите, ама ќе ставиме акцент посебно и на оние со кардиоваскуларни проблеми. Така, топлото време, променливото време, како што веќе рековте, големите температурни разлики кои во нашата држава може да бидат и по 20 степени Целзиусови, влијаат прилично врз здравјето на човекот, особено врз здравјето на пациентите кои имаат срцеви заболувања. Значи, самите пациенти со срцевите заболувања, тука спаѓаат и повозрасните пациенти кои имаат манифестни или не толку изразени срцеви заболувања. Значи е состојба која прилично влијае врз здравјето и на која мора да се внимава. Топлото време е карактеристично дека влијае врз забрзување на пулсот на човекот, ја зголемува и го напрегнува срцето и дава можност за поголем напор при срцева работа. Значи, луѓето, може би јас би кажала неколку основни работи во однос на топлото време, во однос на терморегулацијата на човечкото тело. Луѓето се топлокрвни суштества и имаат некоја базална температура на телото која изнесува околу 36,5, 36,6 со плюс-минус варијација од 0,5 степени Целзиусови. И нашиот организам е подложен да издржи одредени температурни разлики, значи може да издржи покачување на телесната температура и до 3 степени Целзиусови. Знаеме кога имаме фебрилни состојби, значи покачени температури, некогаш достигнуваат и до 38-39 степени Целзиусови, кај помалите деца се достигнуваат и до 40 степени Целзиусови и тоа веќе знаеме дека е опасна ситуација кога може да дојде до настанување на состојба на безсознание, на конвулзии, што е карактеристично за помалите деца, но укажува на промена во состојбата на телото. Механизмите на работа во нашето тело се базираат врз протеински компоненти, значи врз белковините, врз функцијата на белковините во нашето тело и во услови при вакви промени на температурата, односно покачување на температурата, функцијата на овие протеински или белковински механизми може да се прекине, намали и како резултат на тоа да дојде до дисфункција на одредени органи. Од тие причини, значи секое качување на надворешната температура влијае врз температурата на човекот, посебно кога знаеме дека надворешните температури може да достигнат и над 35 до 40 степен и некогаш го надминува и 40 степен на температура на надворешната средина. Значи во ваква ситуација телото има одредени механизми на разладување, односно на терморегулација, на одржување на стандардната телесна температура и да речеме би постојат два основни механизми што важат за сите физички тела, значи што се два основни физички закони. Законот на радијација, односно зрачење, значи телото што има повисока температура зрачи према околината која е со пониска температура и значи кога се сведува тоа на човековото тело за да може да настане процесот на зрачење треба да дојде до ширење на крвните садови што се на површината на телото, односно на кожата, а кожата е огромна површина, значи која достигнува некогаш 1,4-1,8 метри квадратни, значи површина на телото зависно од температурата на човекот и тие крвни садови се дилатираат, се шират и на тој начин ја зрачат температурата во околината. Во услови кога е висока температурата во околината, тоа зрачење е намалено, има потреба значи од тие причини крвните садови повеќе да се шират, односно на тој начин срцето е изложено на поголемо оптеретување.
Втор механизам на ладење на телото, односно на терморегулација, е системот на евапорација, односно она што го викаме уште испарување, што значи дека од нашето тело се испарува течноста, тоа е преку формирање на потта, значи потта се лачи преку потните клетки од целото тело и се смета дека 5 мл пот излачено од телото практично ја намалуваат телесната температура за 0,5 до 0,6 степени Целзиусови и значи високите температури се поднесуваат, меѓутоа се поднесуваат на различен начин кога имаме суво време и кога имаме влажно време. Така да високи температури, да речеме во пустиња, без оглед на тоа што достигнуваат и над 40 и повисоки степени Целзиусови, се поднесуваат подобро отколку високи температури во услови на голема влажност, а нашето поднебје е карактеристично за нашето поднебје е карактеристична таа висока влажност која во летниот период може да достигне над 70, над 80% и во такви услови можноста за испарување на потта од телото поприлично се намалува и системот на терморегулација се оптеретува и тоа е причината што во услови на високи температури сите страдаат. Меѓутоа здравите организми, младите луѓе, односно да речеме организмите што се со средна возраст многу полесно ги поднесуваат тие високи температури во однос на малите деца, во однос на повозрастните луѓе и во однос на луѓето што имаат кардиоваскуларни заболувања. Проблем, да. Што се случува со кардиоваскуларниот систем, односно како топлото време влијае кај срцевоболните? Може ли така да кажеме дека летото е како еден своевиден тест за оние со коронарна артеријска болест, со срцева слабост, со висок крвен притисок? Значи вака сега, веќе спомнавме некои механизми, односно механизми на ширење на крвните садови на површината на телото. Карактеристично е дека крвните садови што се на кожата обично добиваат околу 5 до 10% од вкупната крв што циркулира во во нашето тело. Во услови кога имаме високи температури, таа количина на крв во кожата се зголемува значајно. Значи некогаш станува и 50 до 70% од вкупната работа на срцето, што значи дека срцето работи под многу поголем напон. За да дојде до одредена циркулација на крв низ телото во една минута, значи срцето работи со одредена брзина и изфрла одреден волумен на крв. Со оглед на тоа дека волуменот на крв останува ист, за да се зголеми количината на крв што циркулира низ телото, треба да се зголеми брзината на работа на срцето. Така да прв механизам на кој влијае топлото време е настанување на појава на побрзо работење на срцето, која во одредени ситуации, кај одредени срцеви болни, значи е механизам кој може да доведе до одредени расстройства и до промена во состојбата на срцето. Втора работа е тоа што срцето работи против крвни садови каде што има одреден притисок и кога ќе се прошират крвните садови, притисокот се менува, отпорот во крвните садови се менува и како резултат на тоа се менува и генерално она што го велиме ние артерискиот крвен притисок кај пациентите. Имаме пациенти кои имаат нормални крвни садови, имаме пациенти кои имаат атеросклеротични крвни садови, значи крвни садови кои не се со оптимален квалитет, се со потврди зидови, со атеросклеротични плаки, се со и како резултат на тоа протокот низ крвните садови не е соодветен. Да речеме друга карактеристика што имаат срцевите болни се тоа што примаат одредена терапија. Значи има лекови како што се лекови од групата на бета блокатори за кои многу пациенти што се срцеви болни знаат што значат, што имаат тенденција да намалуваат брзината на работа на срцето и еден од механизмите на адаптација за терморегулацијата се менува и можноста за побрзо работење на срцето станува поограничена и како резултат на тоа можноста за подобра адаптација во високи температури кај пациентот е исто така ограничена. Една серија, да речеме, заболувања како што се шеќерната болест, многу често заедно паралелна со кардиоваскуларните заболувања, односно основач за настанување како последица на таа болест, настанување на кардиоваскуларно заболување на крвните садови, потоа една серија нервни заболувања, Паркинсон, Алцхаймер, поголема возраст и слично, преку мозочните механизми имаат намален осет на жет, односно
осетот на жет кај тие пациенти се затапува. Да речеме една серија лекови што се примаат кај пациенти, како што се лекови кои го намалуваат крвниот притисок, лекови кои потенцираат мокрење, лекови што ние ги означуваме диуретици и вршат поголемо излачување на течност од крвта, како резултат на тоа водат во правец на дехидратација и тоа може да дојде до променети механизми. Сега, кога би зборувале стриктно за срцевите болни, да речеме спомнавме група на пациенти кои имаат срцева слабост. Значи, пациенти со срцева слабост во услови кога би имале забрзана работа на срцето, состојба на дехидратација, зголемена телесна температура, значи веднаш реагираат со поголем напор на срцето во совладување на сите овие потреби за регулирање на телесната температура, потешка издржливост према оваа побрза работа на срцето, према поголемиот срцев напон на работа и како резултат на тоа може да дојде до настанување на состојби на промена во дишењето кај пациентот, состојби што имаат пречки во дишењето од тип на диспнеа, може да дојде до состојба на брз и слаб пулс и како резултат на тоа на манифестација на состојби на срцева слабост. Тие чувствуваат полесно, побрзо замор, изнемоштеност и манифестација, значи онаа срцева слабост која под терапија е ставена под контрола, може клинички да стане манифестна слика на срцева слабост и да се манифестира на најразлични начини. Или пак пациентите што ги спомнавме со зголемен крвен притисок, значи е карактеристично дека тоа се пациенти кои примаат редовни лекови за намалување на крвниот притисок. Во услови кога имаме дехидратација, во услови кога имаме ширење на крвните садови и реакцијата на телото на стандардна терапија може да биде променета и како резултат на тоа значи онај добро регулиран крвен притисок во нормални услови да се намали и луѓето да се очувствуваат изнемоштени, да осеќаат чувство на слабост, да имаат понизок крвен притисок и кај една серија од тие луѓе може да дојде до настанување на состојби на низок крвен притисок, со губење на снагата, состојби што можат да водат понатаму до колапси, синкопи и така натаму и така натаму. Да речеме срцето, пациентите со коронарните заболувања исто така реагираат на топло време, со оглед на тоа дека брзината на работење на срцето може да ја и напонот што срцето го дава во пумпање за постигнување на терморегулација, може да ги зголеми потребите за кислород на срцевиот мускул и како резултат на тоа да дојде до манифестација на градна болка, ангинозни потешкоти или пак да речеме пациентите пак со атеросклеротична болест на крвните садови, меѓутоа на поголемите крвни садови како што е тешка аортна стеноза, заради вазодилатацијата да дојде до намалување на периферните притисоци кај кои во такви услови исто така може да дојде до колапси, синкопи и манифестација на болеста која е основна, односно на аортната стеноза. Значи има многу механизми преку кои срцевите болни можат да покажат интолеранција на високи надворешни температури, особено во услови на висока влажност, кога можноста за терморегулација е поднамалена, односно срцето вложува поголем напор да ја постигне таа терморегулација. Или пак можеме да кажеме дека топлото време го изморува срцето? Го изморува дефинитивно и кај здрави луѓе, а особено кај луѓе со веќе манифестна срцева болест. И затоа велиме треба да сме посебно внимателни, ама и тие совети и препораки кои што ќе ги слушнеме од вас, како и кои ситуации да ги избегнуваме и што да направиме доколку веќе почувствуваме нешто, кога да се јавиме на лекар, кога е поитна состојбата. Зимскиот период и летниот период велиме дека се некако критични или најкритични за срцевоболните и за појава на и манифестирање на кардиоваскуларните болести и најмногу тогаш треба да се внимава. Значи, во зимскиот и во летниот период практично се јавуваат кардиоваскуларните болести, срцевата слабост и одредени манифестации на кардиоваскуларни болести може да се јават секогаш. Се смета дека бројот на хоспитализации и манифестација на потешкоти од срцево потекло е поголемо во зимскиот период. Меѓутоа, некако во последните 20 години со промената на климата се приметува, има повеќе студии што се прават, да речеме, бројот на смртноста во Чикаго во 1995 била извонредно висока, што барало внимание и било заклучено дека практично 40% од пациентите биле со срцеви заболувања. Тоа побарало внимание да се посвети повеќе внимание во однос на температурните услови, средината во која живеат пациентите и срцевите заболувања и заклучено е практично
дека во 2003 во Европа, 2006 година во Калифорнија, бројот на смртноста во летниот период е за неколку илјаду пати зголемен во однос на останатите, односно неколку илјади пациенти имаат го изгубиле повеќе животот во однос на стандардната смртност во тој летен период во претходните години. И сега да речеме со оглед на тоа дека во овие 3 последни години се најтопли години во Европа, дека претходната година беше практично најтопла година во Русија во однос на 130 години наназад, е заклучено дека механизмите на адаптација, механизмите на однесување, примање терапија и слично кај луѓето морат да се преадаптираат према животните услови, во кои ние практично сега престојуваме и живееме. Така, да. И слушнеме гледачите и нивните прашања, па секако го продолжуваме разговорот. Добар ден, повелете доколку веќе го имаме и првото јавување. Добар ден. Дали го имаме и првиот гледач, да го слушнеме вашето прашање, а секако вие да слушнете совет и препорака за проблемот кој во моментов кој имате и што следно би можеле да направите. Добар ден. Повелете. Да сакаме да се вклучиме во емисијата. Да, веќе сте вклучени во емисијата, ние го очекуваме вашето прашање. Добро утро. Повелете. Нешто касно не иде. Добро утро. Ја поздравувам доктор Даниела Проеска, гледачка од Берово. Така. Добро, ќе треба да го намалите само тонот на телевизорот, убаво да можеме нели да се слушнеме. Нема проблем. Она е најдобрата лекарка во Аџи Бадем Чистина. Така, добро. Сакавте само да се јавите и да упатите. Само да ја поздравам. Поздрав, така, Хвала да. им за незината способност. Така. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Добар ден и за следниот гледач. Сега јас вака, пред 2 недели имам правено коронографија и стен имам ставено. Ама сега пак осеќам аритмија на срцето. Дали тоа така треба да биде или не? Останете на линија дополнително ако треба доктор Даниела да Така, праша. прашањето е дали претходно сте имале такво чувство, тоа е многу важно, или дали ова ново настанато чувство. И второ прашање е дали е верифицирана аритмијата, односно дали е направен електрокардиограм или поставен холтер за ритам, каде што е докажано дека има постоење на нова аритмија или само е ваше чувство на нелагодност во градите со оглед на тоа дека имате нова ситуација која нели можеби малце ви влија и човек кога знае дека има нова ситуација, дека има стент, можеби малку повеќе се плаши. Значи, во принцип, после правење на коронографија поставен стент е добиена една подобра состојба во однос на што било претходно пред да се направи соодветното лекување. Значи, пациентите кои прават коронографија имаат одредени потешкоти, од тие причини се упатуваат, нели, значи пациенти кои имаат одредени потешкоти се упатуваат на коронарографија и во текот на коронарографија ако се заклучи дека на ниво на крвни садови има одредено стеснување кое е значајно над 70-80% зависно од локализацијата и слично, се интервенира, интервентните кардиолози поставуваат стент. Во такви услови, значи, е постигнато лекување на болеста која претходно постоела, можеби не се знаела, можеби била манифестна, можеби не била манифестна, меѓутоа е постигнато подобрување во состојбата на срцето. Може да се случи некогаш да се јави одреден тип на прескокнувања, значи тип аритмија е широк збор кој опфаќа многу работи. Значи има тука прескокнувања од предкоморно потекло, прескокнувања од коморно потекло со одредени карактеристики, со одредена честота, со одредена различна опасност од која една серија од нив немаат големо значење, не се воопшто опасни, или прескокнувања кои можат да бидат значајни, врзани со состојба на исхемија на срцето, состојба на недостаточност на крв во срцевиот мускул. Меѓутоа, ако е поставен стент, рачунаме дека таа состојба е надмината во голема мера, освен ако има стеснување на други крвни садови кои последователно треба да се решаваат. Јас би советувала
советувала кај што би можело и пациентката, би требало ли нешто да јас се би преземе? советувала да се обрати до матичниот кардиолог секако, да се види терапијата што ја прима, да се провери каков е крвниот притисок, да се види дали на електрокардиограмот се регистрираат тие пореметувања на ритамот, на обичниот електрокардиограм, ако не се манифестираат на обичниот електрокардиограм, да се постави холтер за ритам, да се разграничи кога се јавуваат тие пореметувања на ритамот, дали се јавуваат во мир, во спиење, дали се јавуваат после оброк или се поврзани со физичка активност и тогаш се позначени кога би биле поврзани со физичка активност, или пак токму напротив се јавуваат во мир и при физичка активност се губат, што значи се да речеме безазлен тип на пореметување на ритамот или се друг вид на пореметување на ритамот од тип на атриална фибрилација, значи пореметување на ритамот што имаат други карактеристики и бараат внимателно и соодветно лекување. Да, но во секој случај треба повторно да се направи исследување. Треба да се обрати до матичниот кардиолог за да се види дали е реална таа аритмија, каков тип и дали треба одредена терапија. Така, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Ќе ве молам едно прашање. Ајде, ве слушаме. Се загрижувам што во последно време ми е многу намален притисокот и ми зујат ушите. Поготово кога ќе се најадам, не многу претерано најадување, меѓутоа кога сум заситена, имам тихикардија. И сега ова дали е полошо да се има низок притисок или повисок притисок. А за срце пијам само бипрес. И лариса навечер пијам при спиење, ама сега пошто имам низок 110, 100, 170, 160, повише ми е од стотката помалу, отколку повисок. А сум имала пред неколку години и 200-220 притисок. На што се одразува ова низок притисок, ме интересира. Добро, доволно е. Така, значи пациентката Благодарам. Ви благодариме. Пациентката е поставена на она што коментиравме бета-блокатор, значи бипресо, значи тоа е препарат што го намалува како пулсот, така и крвниот притисок, повеќе делува на пулсот отколку на крвниот притисок и втор препарат кој влијае на крвниот притисок. Значи, со оглед на тоа дека коментарот е дека пред извесен број години била со покачен крвен притисок, сега крвниот притисок е намален, значи тука треба да се види состојбата на срцето. Затоа што во услови кога срцето било оптеретено подолго време со покачен крвен притисок, може да се прошири, најчесто прв механизам е задебелување на срцевиот мускул, потоа задебелување и проширување на срцевиот мускул со задржување, запазување на нормалната срцева снага и потоа третиот механизам може да биде останување на срцевиот мускул задебелен, меѓутоа проширувањето останува и се намалува снагата на срцето и тоа некогаш е механизам на настанување на срцева слабост која потоа може да оди со намалување на вредностите на крвниот притисок. Не значи дека е во ситуацијата на пациентката таква ситуација, значи можеби после подолго трајно, значи во регулирањето на крвниот притисок има многу механизми, значи е вклучено срцето, се вклучени бубрезите, се вклучени една низа на хормони, така да има многу механизми кои го одредуваат крвниот притисок и треба да се види каква е состојбата на бубрезите, дали има состојба на нормална бубрежна функција, на бубрежна инсуфициенција, значи да се видат сите тие механизми дали има отстапување во нив, отстапување во соодветните органи со што би се објаснило намалувањето на крвниот притисок. Значи тоа е околу причината зошто крвниот притисок би се намалил. Втората работа е што да се направи во услови кога имаме состојба на намален крвен притисок. Значи секако прво е да се прекине терапијата која го дополнително го намалува крвниот притисок. Меѓутоа, намалување и прекинување на терапија без да биде виден пациент од матичниот кардиолог е неисправна состојба, така да не може да се базира врз мојот совет, туку треба да се направи повторно консултација со матичниот кардиолог кој би ја проценил срцевата состојба, бубрежната состојба, проценка на сите други органи, значи дали е пациентката, дали има шеќерна болест, дали е крупна, дали е со нормална тежина и така натаму, една серија параметри
параметри треба да се видат. Во секој случај, лековите околу крвниот притисок веројатно треба да се преадаптираат и врз основа на тоа. Второ, значи, го спомна тоа дека после примање на оброк има потешкоти во вид на срцебиење и лошо чувство. Значи, веројатно и околу примањето на оброкот треба да се направи некоја модификација во смисла јадењата да бидат повеќе пати на ден, да бидат помали оброци, да не се постигнува заситеност на телото, да не се пренапрегнува, односно да се шири желудникот со што се подигнува диафрагмата и како резултат на тоа после оброк може да се постигне да се добие тоа срцебиење, да се види дали има евентуално кила на желудникот према градниот кош. Значи има повеќе механизми кои може да се објаснат во оваа ситуација и пациентката секако дека пак се сведуваме на истиот совет, треба да се консултира соматичниот кардиолог и да се види соодветната нејзина состојба врз основа на тоа да се каже што понатаму, особено што понатаму со терапијата. Секако дека терапијата во услови на ваков низок крвен притисок треба да се поднамали. Антихипертензивната терапија, значи, мора да се поднамали. Така, корекција на терапијата во летен период кај луѓето кои што имаат проблеми со притисокот и генерално нели со срцевите болести. Кај секого се прави некаква корекција или во зависност од состојбата во моментот и како се чувствува? Значи, тука игра голема улога зависно од типот на кардиоваскуларно заболување, зависно од состојбата на пациентот, зависно од една серија услови во кои пациентот да речеме престојува. Има пациенти кои ги слушаат поголемиот дел од советите на докторите, значи не претеруваат со физичка активност, во тек на летниот период престојуваат во разладени услови, така натаму, земаат доволно течност и слично, и во такви услови, значи, терапијата за срцето, доколку е постигнато стабилизирање на состојбата, може да остане иста, без големи модификации. Многу често се случува да има потреба од намалување на антихипертензивната терапија, односно терапијата за покачен крвен притисок. И обично пациентите што имаат покачен крвен притисок се хронични пациенти. Пациенти што веќе си ги знаат својата состојба, добиле совет од докторот или доколку има промена на состојбата, повторно го консултираат својот кардиолог и врз основа на тоа, значи, може да се направи ситна модификација, промена, намалување на лекови или модификација на времето на земање на лекови. Може би претходно спомнавме состојба на покачен крвен притисок, дека во дневниот период кога се шират повеќе крвните садови, може да се намали крвниот притисок и во таква ситуација да има потреба од намалување на лековите за покачениот крвен притисок. Но се заборава една друга работа, тоа што, а тоа е и докажано, дека многу често во нокните часови знае да се покачи крвниот притисок и во раните утрински часови пациентите да имаат висок крвен притисок, цел ден нисок и во раните утрински часови да имаат висок крвен притисок. И тоа ни укажува дека тука многу голема промена во смисла на намалување на лекови и не треба да се направи, туку треба да се модифицира терапијата. Значи, може да се преместат времињата на земање на лекови, значи да се земаат лековите во вечерниот период и како резултат на тоа да се постигне одржување на крвниот притисок во раните утрински часови, да не дојде до покачување и слично. Втора работа на што може да се обрне внимание, значи лековите кои ги тераат пациентите да мокраат повеќе, значи нешто ги означуваме ние како диуретска терапија, значи може зависно од тоа колку течности се внесува, колку има потење кај пациентот, во какви услови седи, каква е работната обврска, колку излегува во надворешни услови и од нели потењето, тоа како мокри, како реагира на терапија, во каква е телесната тежина на пациентот, значи една серија параметри да бидат фактор кои ќе ни укажат на тоа дека треба можеби малце диуретската терапија да се модифицира. Така да терапијата кај една серија пациенти мора и се модифицира или пак се менува, но кај една серија пациенти останува практично на исто ниво со можеби модификација на животните навики. Да речеме пациентите со срцева слабост кои примаат редовна диуретска терапија, кои да речеме имаат рестрикција во примање на течности, во овој период со оглед на тоа дека се знае дека потењето нели е начин на губење на течности, добиваат дозвола за поголемо примање на течности и значи во тој поглед значи докторот зависно од соодветната состојба на пациентот и
условите во кои пациентот живее, како се однесува и слично, ја модифицира терапијата, меѓутоа пак се сведуваме на тоа дека докторот што ја дал терапијата и добро го познава пациентот, ја прави модификацијата, пациентот секогаш го прави тоа во консултација со сопствениот доктор. Никогаш на своја рака промените да ги чувствуваме, ќе ги кажеме што е она што може би ни пречи или во текот на еден ден нели сме го почувствувале како освен промена, пациентите што имаат долго искуство и веќе добиле, да речеме, упатства предходната година, годината пред тоа и веќе знаат како да ги модифицираат работите, знаејќи каков е даден предходниот совет и како било нивното предходно однесување. Така, кои се советите и препораките генерално за сите? Како да се однесуваме кога е топло времето, кога е многу влажно, кога е многу и променливо, кога се и високи температури? Значи, препораките за однесување се нешто што ние постојано го слушаме, сите ние го знаеме и многу често не го практикуваме. Тоа е нели карактеристика. Значи, прво е тоа дека треба да се прима течност во доволно големи количини и дека најопасната состојба која може да доведе до интолеранција на топло или евентуално топлотен удар и слично може да биде дехидратацијата, односно состојба на недоволен внес на течности, дека нели течноста, голем дел од течноста ја губиме преку потење, односно состојба на перспирација и така натаму, значи може да биде литар и над литар течност во текот на еден топол ден и како резултат на тоа треба да се внесува доволно течност и обично веќе спомнавме дека постојат одредени болести кои го затапуваат осетот на течноста. Повозрасните луѓе исто така имаат затапен осет на потреба за внесување на течност и тука буквално треба да биде еден тип на обврска, значи како една препорака стои дека треба да се пие во услови на нели поголемо потење на повисоки температури во престој, во загреани простори и слично, дека треба да се пие една чаша вода секој час. И обично нели кога коментираме околу примање на течности, најчесто советуваме да се прима вода. Водата е оптималната течност, над 80% од нашето тело е составено од вода и затоа она што најважно треба да го внесуваме е водата. Да речеме, во исто време кога се потиме покрај течност, губиме многу електролити и тоа е важно, значи натриум, калиум, тоа се сите електролити кои овозможуваат, да речеме, мускулна контракција, движењето на мускулатурата, овозможуваат неуротрансмисија низ одредени нервни делови и така натаму и се многу важно да се одржуваат во одредени концентрации во телото и треба да се внесуваат назад. Начинот на внесување назад е преку внесување на многу овошје и зеленчук кои се богати со природни минерали, електролити и така натаму. Така да, кога зборуваме за течност, нели коментираме вода и природни зеленчукови или овошни сокови, каде што нема конзерванси, кои можеме нели и сами дома да ги направиме преку различни соковници и слично, каде што нема дополнителни шеќери, кои не се носетили на голема концентрација на калории. Така, на тој начин го надоместуваме она што го губиме. Изгубиме, да. И тоа е основно за да го одржуваме еквилибриумот во нашето тело. Да речеме, друг совет е да се избегнуваат алкохол, да се избегнуваат кофеинот кои практично ја потенцираат дехидратацијата, да се избегнуваат сите зашекерени, посебно газирани продукти кои даваат голема концентрација, значи голем калориски внес во телото, а во исто време предизвикуваат дополнителна дехидратација, даваат поголема жет и така натаму и не ги задоволуваат потребите за течности во телото. Значи, во однос на исхраната, повеќе оброци, тоа што веќе го искоментиравме, 4-5 оброци, лесни оброци, да, базирани на многу овоше и зеленчук. Облеката треба да ни биде адекватна, значи поширока облека, посветли бои, природни ткаени, она што возможува нели да настане, да може нашето тело и да се испоти, да изгуби таа топлина што е висок и така натаму. Да ги избегнуваме најтоплите делови во текот на денот. Стандардните работи, така да тоа се препораки што треба да се почитуваат. И како што рековте, да, ама да ги применуваме, така не само да ги слушаме, можеме неколку пати да ги слушаме. Ги знаеме и треба да ги применуваме. Така, да. Тука е крајот на денешната емисија. Ви благодарам што ни бевте гостинка. Секогаш оставаме простори за некое следно гостување да ги докажеме до крај сите работи кои се важни за нас. Благодарам на поканата.